Почитувам председатели на комората, членови на извршниот одбор, почитувани стопанственици. Дозволете прво од моје име и од името на министрите во владата да ви се заблагодарам за одвојувањето на вашето ценето време, да на еден ваков прв работен состанок ги дефинираме правците на идната соработка со новата влада на Република Македонија. Ние сме во најголемата стопанска комора на Македонија, која што за среќа веројатно на членовите на комората има и свој член на владата, и тоа заменик председател за економски прашања, како една определба на владата дека директно ќе направи инклузивен процес, да бизнисмените представени преку свој репрезент учествуваат во секојдневното работење на владата, одлучувањето, транспарентноста, вклучувањето на мислењата директно преку свој представник кој што ќе го има на највисоко ниво во извршната власт, а тоа е министер во владата преку ресорот подпредседател за економски прашања. Сакам да ве информирам дека првиот месец од работењето на владата испрати неколку пораки до јавноста, сакам и овде да ги испратиме до вас, деловните луѓе. Имаме амбициозни и добро мотивирани министри. Економските ресори функционираат координирано прекрасно. Желбата дека сме сервис на бизнисот и на граѓаните обстојува максимално и сега останува потребата да почувствуваме резултати од успешни соработки кои што ќе бидат дефинирани и потврдени пред се од вас, а не од нас. Во тој дел денеска сакам да искористам оваа прилика да кажам дека ние сме пред ребаланс на буџетот, но во секој можен момент се трудиме да реалоцираме макар денар повеќе од непродуктивни трошења кон делови на расходни ставки кои што значат поддршка на стопанството, плаќање на заостанати обврски, но и потврдување на некои нови аспекти кои што меѓу другото Стопанската комора пример ги има во својата програма, а се составен дел и на владината програма. Тоа значи денар повеќе да определиме за нов капитален проект, денар повеќе да определиме за поддршка на бизнисот, денар повеќе да определиме за нови работни места на младите, но токму преку поддршка повторно на бизнисот и сличен цел сет на вакви мерки за кои што ќе ни треба вашата соработка од взаемен бенефит за сите. Состојбата во буџетот, јас и министерот за финансии ја дефиниравме на следниот начин. Ако е за плачење, дај во канцелариите ќе плачиме, но наша обврска е да шириме оптимизам. Реално, состојбата ја знаат и граѓаните, но и вие деловните луѓе. За жал, капиталната можност на буџетот не е на добро ниво. Но се трудиме преку рационализација на непродуктивните трошоци уште од сега да реалоцираме огромен дел во буџетот на она што значи капитален развој на буџетот. Не е тоа мисловна иминка, постои, повеќе зависи од политичките определби на мокните фигури во политичката извршна власт. Убедени сме дека доминира амбиент во владата, дека треба да продуцираме развој на стопанството ако сакаме да имаме економски раст, а со тоа и повеќе пари во буџетот, кои што треба да влезат во еден бесконечен процес на меѓусебно помагање. Нема економска иднина на државата без добра економска иднина на приватниот сектор. Тоа е дефинитивно присутно и кај практичарите во владата, и кај теоретичарите. И оние кои што работеле во бизнис секторот, но и оние кои што не работеле. Веројатно Стопанската комора целиот овој период беше премногу видлива благодарение на сите ваши активности. Јас сум убеден дека тоа има силно влијание и врз сеопштата перцепција дека мораме да дадеме силна поддршка на домашното стопанство и воопшто на стопанството, заради тоа што меѓу другото и странските фирми се регистрираат како домашни компании. Целта ќе ни биде да останат повеќе колку што може добивките овде, да се реинвестираат тие добивки, за да на еден начин имаме бенефит сите како општество, пред се и граѓаните, но и бизнис секторот. Сакам денеска да искористам пораката на потреба од соработка со деловната заедница на владата. Владата нема да биде успешна ако не соработуваме со вас. И нема да биде успешна ако тоа како потреба за соработка остане само декларативно. Ке ни требате во делот на инклузивноста на процесот што предстои пред Република Македонија, буквално на неделна и на дневна основа, креирајќи заеднички политики и во делот на слушнувањето на вашиот глас,
но и во делот на имплементирањето на програмите кои што постојат на ниво на Република Македонија. Ако сакаме да ги задржиме младите овде во Македонија, а тие да бидат се повеќе добар потенцијал за вашите потреби на пазарот на трудот и да имате се поголема можност, не можеме сами како влада тоа да го направиме без деловниот сектор. Ние ќе реалоцираме сериозни пари преку младинската гаранција, преку други политики за задржување на младите, но тоа е возможно да се реализира само преку приватните фирми. Што значи тоа? Младинската гаранција е една мерка која што Западна Европа ја употребува, а тоа значи алоцирање на средства во компаниите за обезбедување на плата на младите луѓе. Тие ќе добијат тренинг и ќе бидат трајно поподготвени практично за да се втурнат на пазарот на трудот, а бизнисмените веројатно како деловни луѓе ќе најдат ресурс кој што ќе може да биде продуктивно искористен во нивниот процес на делување во самата компанија, се со конечна цел да постигнеме неколку резултати. Тоа ќе значи веројатно и поддршка на деловната заедница и бизнис секторот и приватните компании, но за нас пред се ќе значи работни места за млади, ќе значи мотивација да останат овде тие млади луѓе, да создават овде семејства и слично. Веќе, иако скромно, планираме да ги прошириме директно поддршките на предприемништвото, на домашниот бизнис и севкупниот бизнис, преку реалоцирање на одредени заштеди кои што можевме сега да ги најдеме во делот на кратење на плати, во делот на кратење на нематеријални расходи на владата, на други трошоци како ставки, сето тоа да дојде колку што е можно повеќе во поддршка на бизнисот, а со конечен ефект, бенефит да добијат и работниците. Сакам да испратам порака дека ќе отвориме една можност на посолидарно општество, без било како да влијае тоа негативно на деловната заедница. Но сите верувам дека сме убедени дека од нашиот профит определуваме одредена добивка и поприлично можеме да кажеме дека спаѓаме во оние кои што се постабилни во своето живење, како газди или како менаџери на самите фирми. Комплетната среќа околу нас не е комплетна ако не гледаме стрекни луѓе околу нас. Солидарноста ќе мораме заедно во ова општество заради една долгорочна и среднорочна перспектива на Македонија да ја гарантираме. Што значи тоа? Ве повикувам да ги отворите малку повеќе срцата од делот на профитот и да помогнете на работниците. Тоа знам дека го правите. Тоа се вашите работници, нашите граѓани, и знам дека ако се тие мотивирани ќе бидат и попродуктивни, но веројатно тоа ќе значи изголемена потрошувачка моќ и на вашите производи кои што ги произведуваат. Циклусот е бесконечен и секој економист знае каков бенефит носи таквиот циклус. Ќе се обидеме да бидеме и секојдневна поддршка на компаниите во отстранување на оние макотрпни пречки кои што ги имате пред институциите кои што ние ги водиме. Регулативата ќе олеснеме до крај, согласно сугестиите од платформите и програмата кои што ги има Стопанската комора и стопанските комори во Република Македонија. Во делот на асистенцијата ќе пружиме можност на млади кадри кои што треба да бидат асистенти во решавање на административни проблеми на компаниите за сметка на владата во интерес на компаниите, за да можат својот фокус на внимание и енергија бизнисмените да го насочат на создавање профит, на отварање работно место повеќе. Апсолутно како практичар човек кој што доаѓа од деловниот сектор, поддржан од еден од замениците од владата, но и во огромната желба за работа на министерот за економија, на министерот за финансии, на министерот за земјоделство, за транспорт и врски како први економски ресори, јас сум убеден дека ќе создадеме едно понадежно време за сите нас, кој што ќе биде општ бенефит на сите во нашата земја. Оваа соработка денеска која што ја поттикнувам и ја повикувам не е потребна само за владата. Јас сум убеден дека ќе имаме обостран или заеднички бенефит сите учесници во овој процес, но пред се деловната заедница, а преку деловната заедница немам дилеми за солидарноста на капитал факторот во приватниот сектор кон вработените или работниците, заради тоа што на крајот нешто кое што треба да биде стабилно за секоја компанија, доволно мотивирано, се токму работниците кои што работат во компаниите. Сакаме да учиме, ние не знаеме се, ниту сме најпаметните во државата, имаме само одговорност и чест во овој предстоен период да ја водиме државата. Сакам да поттикнам силен потстрек на критики кон власта,
но и силен подстрек на укажувања и сугестии, за да можеме сите овие сугестии, укажувања и критики ги инкорпорираме во политиките кои што предстојат пред сите нас во Македонија. И една нова алатка која што веројатно ќе ја користиме, сакам прв пат овде да апелирам за учество, а тоа е јавното приватно партнерство, кое што дава значајни ефекти во модерни западни земји, а и скоро и на секаде во светот. Во Македонија многу малку се користи. Ќе ги отвориме прво овие можности во делот на сегменти и сектори кои што се дефицитарни за државата. Ќе набројам неколку: производство на стакло, производство на вештачко ѓубриво или слично не постојат во Македонија, а нема доволно охрабрување кај бизнисмените да влезат. Државата ќе биде подготвена да партиципира како малцински партнер во делот на бизнис секторот, за да најдеме математика дека можеме да создадеме еден нов дел од бруто домашниот производ, кој што секако за Македонија ќе значи одлив на најмалку 450 милиони евра девизи при увозот само на овие два производи како класи. И третата работа, за која што можеби ако има и прашање ќе дават одговори и министрите и потпредседателот на владата, ние на странските инвестиции гледаме како потреба за Македонија и ќе продолжат поддршките на странските инвеститори. Но ќе има еден мал нов сегмент, многу значајен и за нив верувам, но верувам и за Македонија, ќе добијат поддршка во периодот што предстои сите оние во поголем процент, каде што ќе конзумираат производи или услуги од домашните компании. Тоа значи ќе инвестираме пари во билдање на капацитети, во создавање на нови механизми, да се продуцира, не знам, пластичниот дел од електроелемент на некој продукт или било кој дел, за да може да биде од дома набавен, а да не само доаѓа од странство, знаејќи дека на тој начин сигурно транспортните трошоци ќе бидат минус, а тоа ќе значи и поголема конкурентност во делот на цената на чинење на производите кои што инвеститорите ги прават овде, но истото ќе важи и за домашните компании. Колку повеќе набавуваат репроматеријали или услуги од дома, толку може да сметат и на поголема поддршка од владата. Тоа значи дека не почитуваме тоа што е произведено од надвор, но ние мора да си го чуваме нашето со достојна почит за она што е произведено од надвор. Имам многу што да зборувам, не сакам да го земам целото внимание. Целта ми беше да пренесам енергијата и филозофијата на гледањето на новата влада кон деловната заедница, и втората ми беше да повикам на поддршка и помош која што ни треба заради взаемен интерес на сите. Благодарам многу.